Колку и да се прави отпор кон секое ново нешто што е во суштината на човековото битие, да се остане во постојното, познатото, бидејќи ни е полагодно, сепак мора да се прифатат промените кон глобализацијските текови во сите области, па така и во образованието. Ова денес во рамки на меѓународната научна конференција го истакна професор доктор Сонја Петровска, декан на Факултетот за образовни науки. Таа додаде дека мора да се оди напред и да се развива. Еден од сегментите кон кои вклучените во образованието даваат отпор е информатичко-комуникацијската технологија во наставниот процес. Конкретно, за во училиштата. Ние се уште во државата немаме педагози кои што стриктно се занимаваат со на таа проблематика. Развивање на такви програми, педагогизација е потребна за да се имплементира информатиката во училиштата. Тоа секако се движиме напред, бидејќи има сега во последно време многу курсеви, обуки за наставници, реализирани од различни фондови, европски фондови, кои што придонесуваат да се развијат педагошките компетенции на наставниците во насока на примена на информатичката технологија. Друг предизвик во образованието е рушењето на јазичните бариери, посебно англискиот јазик кој е доминантен јазик кај нас, но и во европските земји. Уште една од бариерите кои ги спомна професор доктор Петровска е мобилноста на наставниците во светот. Бидејќи ние тежиме кон создавање на европски наставник, кој што ќе биде компетентен да работи не само во Република Македонија, туку и надвор од нашата држава. Иако за нашиот факултет можам да ви кажам дека имаме програми кои што се европски признати. Веќе имаме многу студенти дипломирани кои што работат во европските држави, и се вклучени во тој високообразовен училишен простор. На меѓународната научна конференција која на тема образованието во 21 век, состојби и перспективи ја организира Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев, присуствуваат учесници од 9 земји од Европа, кои во текот на денешниот и утрешниот ден на планираните сесии ќе ги споделат нивните искуства во однос на имплементацијата на болонскиот процес во високото образование, моделите на комуникација со практика за училиштата и секако градинките, бидејќи образовниот процес почнува токму од градинките.